Добро вечер, гледате ново издание на Трилинг. Избори 2024. Коректни, демократски, европско полнолетство. Нов председател на Северна Македонија е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Мандатар и иден премиер ќе биде лидерот на победничката коалиција професор Христијан Мицковски. Водејќи го ВМРО ДПМН до најголемата двојна победа. Дуи по 2 децении заминува во опозиција. Влен или вреди ќе биде новиот столб на мултиетничката македонска влада, ако успее да обстане во својот коалицијски капацитет. Македонска левица го продолжува својот брзорастечки тренд. Во парламентот влегува и знам на Максим Димитриевски. Владачката СДСМ доживеа катастрофален пораз, и тоа не е само поради преспанскиот договор. Актерите Заев и Ципрас заминаа на политичките маргини. Иронијата на судбината е што се актуализираат 2 поранешни пораки од искусниот и луциден Бранко Црвенковски. Првата за ВМРО ДПМН ки ги прегазиме како шлепер жаба. Втората за гласачите. Народот е во право и кога греши. Изјави тогашниот лидер на социјалдемократите Црвенковски. За добриот политички вкус ќе беше подобро ако губитникот Стео Пендаровски со именување ќе честиташе победата на својот соперник, професорката Силјановска. Професорката Силјановска е првата жена која ќе биде шефица на државата. Таа ќе биде и врховен командант како репрезент на македонската надворешна политика. Двојна победа на ВМРО ДПМН, крах на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За прв пат македонските граѓани избраа жена за председател на државата. Да се најде начин да се надмине спорот меѓу Македонија и Бугарија на начин што Бугарија ќе се откаже од инструментализацијата и злоупотребата на македонската европска интеграција за своји тесно шовинистички цели, односно за бугаризација на македонскиот народ. Тоа овој народ не го заслужува, тоа македонско-бугарските односи не го заслужуваат. Не планира да прават коалиција со интегративците. Они сака да покаже дека македонците, во овој случај ВМРО, се тие кои што одлучуваат кој ќе биде во влада, кој нема да биде во влада. По 2 децении владење Дуј заминува во опозиција. Дали вреди е новиот коалиционен партнер на Христијан Мицковски. Се очекува денови да почнат со работа работните групи од двете коалиции, коалицијата на ВМРО и коалицијата Влен. Приоритетите наши се борба против корупција, правна држава, враќање на правната држава која што е столб на едно општество, економски развој и интеграција. Дали тандемот Мицковски и Силјановска ќе успеат да ги релаксираат односите со Софија? Наместо тоа не е лошо рака да се завратат ракави, да влеземе во ЕУ, па таму да се надпреваруваме за тоа да направиме просперитет, луѓето да не бегаат. Во програмата на вашата коалиција, меѓу другото, еден од приоритетите е отворање на албанска банка и формирање на Академија на науките на албанците. Па ако се отворат повеќе вратите и албанците се чувствуваат добро во Ману, мислам нема да има потреба од вакви идеи. Очекувате амнестија за осудените за 27 април? Па да, очекувам за да се затвори едно лошо погледе во Македонија. На 12 мај Гордана Силјановска-Давкова ќе презеде должноста председателка на Република Северна Македонија. Во ова студио на Трилинг, таа беше гостинка. На почеток од тоа интервју ја праша, која ќе биде незината прва дестинација како председателка на државата. Не зависи тоа само од мене. Веројатно треба да добиете покана. Меѓутоа, мислам дека би започнала со регионот. Зошто регионот не би Словенија? Може би Словенија, за која велам дека е моја втора татковина, заради докторирањето таму. И заради можноста или Хрватска, зашто мислам ако ние регионално не се обединиме, ако регионално не се браниме, ако регионално не се поддржуваме, не можеме да очекуваме поддршка од останатите држави. Зошто Словенија, зошто можеби Хрватска? Затоа што се членки на ЕУ. Професор Силјановска, ако политиката на еквидистанца која промовираше председателот Глигоров беше анахрона, каква политика вие би воделе кон соседите пред се во ситуација кога се уште
во регионот имаме низа на отворени прашања? Скандинавска политика, ќе водаме, ве кажувам. И секогаш сум љубоморна на односот на Шведска, Финска и Данска кон Латвија, Летонија и Естонија. Скандинавска политика ќе водите и во релациите Скопје-Софија? Сега ќе ви кажам, значи кои зад себе кога тргна, а беа во полоша позиција од бивша Југославија, стартна, кога тргна во демократизацијата, меѓутоа ја има целосната регионална поддршка. Во право сте, Западен Балкан не е Скандинавија. Меѓутоа, видете, има држави на Балканот кои што се член од Европската Унија. И тие држави, јас очекував да бидат првите што ќе не признаат и првите кои што ќе ни помагаат. Тие држави се разбира дека не може да излезат од балканската логика на условување, на уценување, на балканизација, на национализам, на корупција и криминал. Ама, интересна работа, оние кои се внатре нам ни правеа проблеми и забораваат дека во Лисабонскиот договор, кај што се темелните вредности во некои членови, има еден член 8, што вели дека ЕУ, што значи и Грција, и Бугарија, и Словенија, и Хрватска, ќе ги потикнуваат договорите со соседите врз реципрочна основа и ќе им помагаат на патот кон Европската Унија. Деновиве стартуваат преговорите за формирање на идната влада, која ќе предводи ВМРО-ДПМН и иден мандатар ќе биде Христијан Мицковски. Во албанскиот електорат и натаму ДУИ доминира според бројот на освоени гласови и пратеници. Но ВМРО-ДПМН на неколку наврати досега оцени и порача дека е време интегративците да заминат во опозиција. Во ово издание на Тренинг согорник ќе биде Изет Меджити од коалицијата Вреди. Господин Меджити, колку денес вреди тежите на политичката сцена, откако освоивте, во овој момент имате 13 пратеници со можност за зголемување на бројката? Прво, единствена опција во албанскиот блок е Вреди, Влен. ДУИ е граѓански концепт, 9 политички партии, 4 заедници. Ова никогаш, значи 22 години, тоа сакав да коригирам, тоа не се гласови на ДУИ, туку се на Европскиот фронт, 9 партии и 4 заедници. Тоа е легитимно да се работува со нив, но не може и да играш на граѓански концепт и после 2 недели да се навратиш, значи, на албанска опција. Така да ние на овие избори немавме конкуренција. Второ, албанската опозиција, значи, од прв пат има конкуренција и прв пат, значи, од 90-тите до сега албанската опозиција надминува 100.000 гласови. Прво. Второ, значи, е тоа што сме единствена албанска позиција. И трето, тие кои што ги познаваат приликите, прво, бројките не се конечни. Бичи според Донт систем може за 10 гласа, значи, да се одземе или да добие пратеник. Таква е ситуацијата во Шеска, значи, каде на ивица е од 9-7 може да испадне 8-8. И што ќе смени резултат, ДУИ на ивица му е четвртиот кандидат во петка може да падне, нашиот во двојка може да добие. Така да ги почекаме конечните резултати. Тоа е прво. Друг аргумент е што во минатото имало негде 250.000 активни гласови албански. Значи сега тврдам со сигурност дека нема повеќе од 200.000 албански гласови. Така да со освоените 107.000 гласови ние сме апсолутен победник во албанскиот кампус. Имате предвид дека ДУИ со 85.000 гласови во 2016 значи ги представуваше албанците на првата влада на Заев.
2020 година со 105.000 гласови тераше влада, значи ги представуваше албанци како легитимен представник. И сега ние со 107.000 гласови или 110 скоро сме легитимни представници на албанците во идната влада. Дали сте изненадени од изборниот резултат од овие парламентарни и председателски избори? Очекувавте, например, дека ВМРО ДПМН ќе освои 59 пратенички мандати, а дека СДСМ, досегашната власт, дека ќе падне под 20 пратеници? То не, мислам, во принцип не е добро. Веќе е голема разликата. И, значи, веќе нема реална конкуренција во македонскиот кампус и не оди во прилог и за нашите позиции. Не очекував ваква разлика. Значи, очекував дека победник ќе биде ВМРО ДПМН. Реално очекував дека ќе добијат околу 50 пратеници. Очекував Социјалдемократскиот сојуз да биде негде околу 30 пратеници. Но потврлија. Значи, но тоа е реалноста, тоа се резултатите. Тоа е во однос на македонскиот кампус. Во однос на албанскиот кампус, знаев дека ќе има промена од пред 2 недели, бидејќи претседателските се едно, парламентарните се друго. Пример 2009 година воедно беа претседателските и локалните избори. И имате предвид дека во Чаир се гласаше во 5 листи. Значи за претседател на држава, за градоначалник на Скопје, градоначалник на Чаир и за советничките листи Чаир и Скопје. И истиот гласач, значи во истиот ден во 4 листи гласаше во прилог на ДУИ, за претседател на држава гласа за Имер Селмани, тогаш доби 150.000 гласови. Така да во истиот ден гласа различно. Истиот глас е различно и очекував дека таква промена ќе има и сега од претседателските на парламентарните избори. Кога ефективно ќе стартува преговорите за формирање на идната влада и кои ќе бидат приоритетите и барањата на коалицијата Вреди? Веќе разговаравме, се очекува денови, значи, да почнат со работа работните групи од двете коалиции, коалицијата на ВМРО и коалицијата Влен. Приоритетите наши се борба против корупција, правна држава, враќање на правната држава која што е столб на едно општество, економски развој и интеграција. Предстои еден голем процес на кадровски промени, на етаблирање на досегашните интегративци во власта и јавните предпријатија и институции. Дали очекувате мирно проветрување во институциите кои беше јавна тајна, беа запоседнати од интегративците? За жал, Ахмети со паметот на груби ја доведе ДУИ во ова дередже. Им, за жал, значи, ДУИ ќе се соочи со истиот феномен на ПДП и ДПА. Значи, кои што на почетокот беа народни движења и после згаснаа целосно, што не се случи тоа што се случува, значи, во вистински реформи кај во македонскиот блок кај ВМРО и Социјалдемократскиот сојуз. И ДУИ оди и Ахмети оди по патот на Тачи, значи ДУИ моментално нема капацитет, значи, да владе, а уште помалку, значи, за опозицијски капацитет, бидејќи ако ја земеме пратеници што ги спомна, значи ДУИ нема да има повеќе од 8 до 9 пратеници. Сакам да кажам дека Европскиот фронт се сочинува од 9 политички партии и 4 заедници. И ако и вака да останат бројките, 19-18, кога ќе анализираш листата, значи сите тие на ДУИ нема повеќе од 8 до 9 пратеници. Прво, второ, 8-9 пратеници сите по возраст се пензионерска возраст, значи над 65 години. Значи тие може да бидат легитимни представници на некоја пензионерска партија или за правата на пензионерите, но нема ни енергија, ни волја, ни памет, значи да водат конструктивна и енергична опозиција. Значи ги чекаат тешки опозицијски денови. Изјавите дека ќе дестабилизираат или не знам што,
Прво треба да знаат дека веќе Северна Македонија е членка на НАТО. Не е таа што беше. Второ, значи, кога беше лошо, ова опружување на Ахмети, значи, не било до Ахмети во опозицијските денови. Зборам за Артан Груби, Бујар Османи и тие околу Ахмети, 2006-2008, па и Фатмир Бесими, значи, иако цело време министер на некој ресор, значи, 2006-2008 го снема од тука отиде во Косово. Артан беше против Дуи, Бујар не беше Дуи, така да овие дечки се околу Ахмети се додека е власт. Моментот што ќе премине опозиција, не знам што ќе остане од тоа. Барате покомплексни уставни промени, не само амандмани за внесување на бугарите во преамбулата, туку бришење на формулацијата 20% од граѓаните кои го зборуваат албанскиот јазик и редефинирање на државата. Дали на овие ваши принципи или барања е спремна ВМРО-ДПМН како владеачка гарнитура да ги прифати? Ние прво треба да збориме како граѓани на оваа држава. Треба да се чувствуваме равноправни. Второ, и како заедници, ние сме спремни, значи, да придонесеме да се зачува македонскиот идентитет, македонскиот јазик, секогаш кога некој е против тоа. Така да, мислам дека ние како втора заедница тоа сме спремни да го правиме, но бараме и од поголемата заедница, најголемата заедница тука, македонската, мислам дека не е добро да остане чувството се уште кај албанците, значи како бројка 20%, туку сите знаеме дека тоа се однесува на албанскиот јазик, што ме така, мислам дека добро е да најдеме сили, да се помагаме и да се браниме заедно, отколку да се тепаме едни со други. Каков ќе биде односот на... Значи, бараме исто однос кој што го имаме ние кој македонскиот јазик, македонскиот идентитет и од вас, значи, да се врати истото, без барање вие сами да го отворите тоа прашање и да кажете не е добро ова за албанци во Македонија да ги понижиме вака со бројка од 20%. Во програмата на вашата коалиција, меѓу другото, еден од приоритетите е отворање на албанска банка и формирање на Академија на науките на албанците. Не гледам ништо лошо во тоа. Пример, во Македонија, ако не грешам, има негде околу 30 институти. Еден е албански институт, некој е за македонската историја, другиот е за македонски јазик, третиот е за нешто друго. На крај крајeva тие се институции кои што придонесуваат за развој на науката, на општеството, така да не гледам ништо. Зошто се става етничкиот признак албанска банка, Академија на науките и уметностите албанци? Кога ние ја имаме МАНУ, например, во која партиципираат и академици албанци. Па ако се отворат повеќе вратите и албанците се чувствуваат добро во МАНУ, мислам нема да има потреба од вакви идеи. Во однос на банкарскиот систем, значи идејата е како може, значи втора заедница во Македонија да биде ни со 1% присутна во банкарскиот систем. Значи дали е тоа случајно или не. Ние ова го отвараме како прашање, но имаме, значи ова е наша идеја, но ако има и други идеи како да го решиме ова, како да бидат албанци поприсутни во МАНУ, поприсутни во банкарскиот систем и во некои институции каде што се уште се неприсутни или символично присутни, ние сме отворени да разговараме и преговараме. Каков ќе биде односот на коалицијата ВЛЕН во однос на решавањето на српско-косовскиот проблем и каква беше улогата на Албин Курти на овие парламентарни избори? Прво треба да признаеме дека во Косово има демократска влада, избрана на демократски начин, во однос на Србија, каде што се работи за пола режим, значи пола диктатура, кој што е единствена земја во Европска Унија кој што не воведе санкции кон Русија заради војната во Украина. Значи, надвор од европските текови, прозападните сили, очекувам дека ќе се најде решение на маса со диалог,
нашиот став и мислам и на државата, ние сме го признале како независна република Косово со тие граници признаени и значи со нивниот суверенитет и интегритет. Во однос на Курти, чудно е што Курти значи го немаше 2-3 недели, воопшто ни со изјави, ни со ништо, но пак се бавиме со Курти, а вчера, не покасно, во денот на изборите, Еди Рама, премиер на Албанија, бараше отворено глас за Ахмети. И, значи, ама тоа не го коментираме. Мислам, ние не треба да заборавиме дека ние и во нашиот устав ние сме дел од албанскиот народ и многу е природно ние да соработуваме со Косово и Албанија и мислам дека нема ништо лошо во тоа, се додека нема нешто лошо за Македонија. Значи, ние од Курти, напротив, Курти имаат тесна соработка и со Социјалдемократскиот сојуз, левичари заедно се работат да се зачленат во социјалистичката интернационала, соработуваат интензивно таму, така да имаат соработка и со нив идеолошки, има и со нас како албанци. Господин Меджити, ако владата предводена од СДСМ и од Ковачевски, поради тесното парламентарно мнозинство кое го имаше досега, мораше веројатно да биде и пофлексибилна во односите со ДУИ. Тоа сега не е случај, например, со Христијан Мицковски, кој има сигурна парламентарна група од 50 на 59 пратеници, што значи дека маневарскиот простор ќе биде многу мал да испорачате барања кои можеби нема да бидат прифатливи за вас, односно за ВМРО ДПМН. Што всушност вие ќе барате од Мицковски за да партиципирате во идната влада? Една работа. Да не биде флексибилен кон раководството на ВЛЕН, како што беше Социјалдемократскиот сојуз кон раководството на ДУИ, туку кон граѓаните албанци. Значи кон албанци. Бидејќи мислам дека имаше перцепција дека ДУИ има премногу добиено, ДУИ владее со државата, но дадоа и една порака што и кога имаат власт не знаат да владеат, бидејќи тоа власт беше во функција на нив и нивните семејства. Не беше во функција на албанците во Македонија. Мислам дека албанците веќе не бараат само символика, можеби пред 10 години беше интересно и беше барање значи да имаат председател на собрание, да имаат министер за финансии и некои други ресори, па еве и технички премиер. Но сега веќе тоа не е доволно, тоа е надминато и албанците сакаат власта да работи, да ја реализира програмата, тоа што ветува, да го чувствува народот владењето, да биде во функција на граѓаните, а не во функција на функционерите и нивните семејства. Во еден од вашите приоритети велите битка против корупцијата и криминалот. Сега директно ја прашувам, кои ресори би сакале да ги добиете во идната влада? Не, ние деновиве значи нема да започнеме од ресориве, туку ќе првично значи ќе почнеме преговорите за принципите на идната влада, за унифицирање на програмите на двете коалиции да биде заедничка програма на владата, па во втор план значи ќе бидат ресорите министерски и директорски се до тоа во однос на нашите приоритети. Во една прилика рековте дека време е албанците да ги преземат ресорите како министер за внатрешни работи, царина, управа за јавни приходи. Не, јас само посочив дека и после 30 години плурализам, значи има се уште институции и ресори кои што никогаш не биле раководени од албанци во оваа држава. И ги посочив Министерство за внатрешни работи, но не само Министерството, туку и дирекциите внатре во рамки на Министерство за внатрешни, како што е за униформа и АНБ, неприсуството во банкарскиот систем, УЈП, царина и ред некои други институции. Ако е сосема известно дека ќе бидете дел од идната владина коалиција, а еден од приоритетите
вашија интеграција на земјата во Европската Унија, а услов за тоа е решавање на проблемот со Бугарија, поточно внесување на бугарите во преамбулата. Имате некаква временска рамка до кога треба да се изгласат уставните промени? Тоа се можам да кажам дека е во нашите приоритети, но тоа во преговорите што ќе ги почнеме денови, значи ќе ги утврдиме и приоритетите и роковите. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Изет Меджити, дел од коалицијата Вреди. Во наредните минути во тренинг соговорник ќе биде Ивица Боцевски, поранешен амбасадор, вице-премиер во владата на Никола Груевски. Господине Боцевски, очекувавте ли ваков изборен резултат? Епска победа на ВМРО-ДПМН, дебакал на СДСМ и по 2 децени до и заминува во опозиција. Ајде одиме од почеток. Прво имаме епска историска победа на Гордана Силјановска-Давкова. За прв пат во историјата во Македонија беше избрана жена за председател и за прв пат во историјата на демократска Македонија опозицијата победува на председателските избори. До сега немало случај од 1994 година кој имаме председателски избори непосредни да победи опозицијата. И секогаш имало една црн конец безмалку во сите изборни циклуси председателски, кога едноставно власта имала и алтернативни методи, дипломатски се изразам, да се безбеди дека незиниот кандидат ќе стане председател. Прв пат опозиција, прв пат жена. Тоа е едно. Второ, никогаш не се случило една опозицијска партија да направи еден олкав пресврт при мирнодопски услови. Значи, оние 497.000 гласови и 60 пратеници на Бранко Црвенковски во 2002 година доаѓаат по воениот судир во 2001 година, во едни сосема поинакви услови. Меѓутоа, овие 430.000 гласови што ги има во моментот ВМРО-ДПМН, мислам дека можно е да пораснат малку, има уште некако недобројани места, се историски резултат од секој смисол, едно историско превратување на власта. Одиме други историски резултати. После избори прашање дали Социјалдемократскиот сојуз се уште е стожер на македонската политичка сцена. Што значи стожер, еве сега да се објасниме, нели? Стожер е онаа партија која што има сила да даде мандатар и подоцна премиер. Во македонската демократска историја се наметнаа како такви две партии, тоа беа СДСМ и ВМРО-ДПМН. Со резултат под 200.000 пратеници, под 200.000 гласови и под 30 пратеници. Прашање дали СДСМ е се уште стожер на македонската политичка сцена, посебно имајќи предвид дека во таа коалиција има и многу помали коалициони партнери. Другата работа е што нашиот политички систем и секој политички систем е немилосрден, врзан е со бројката. Во моментов опозицијата во Македонија предводи ДУИ. ДУИ е прва по број на пратеници опозициона партија во Македонија. И сите оние места кои што припаѓаат на најголемата опозициона партија нема да одат на СДСМ. Председател на ДИК нема да биде представник Кондарко или некој друг од СДСМ, ќе биде представникот на ДУИ, кој дае во Државната изборна комисија, мислам. И другите функции кои што ги дава опозицијата одат кај ДУИ, не одат кај СДСМ. Димитар Ковачевски Таче падна добри 80.000 гласови под историското дно на СДСМ со Радмила Шекеринска во 2008 година. Тогаш беа околу 233.000 гласа, сега се 153-4, не знам колку се. А Стева Пендаровски има добри 20.000 гласови во вториот круг, помалку од Љубомир Данилов Фрчковски во 2009 година, во првиот круг уште помалку. Значи историско дно од секој можен аспект. Што се однесува до ДУИ, имаме едно легитимно прашање тука. Дали, кога станува збор за гласовите на етничките албанци, дали победи вреди коалицијата? Затоа што ДУИ создаде една чудна коалиција, коалиција која што се базираше на еден лош принцип. Лош принцип. ДУИ со овие избори, со обидот за тивок бојкот, покажа дека е една единствената партија во Македонија која што нема граѓанска црта, тоа е шовинистичка партија по сите аспекти, мора да се реформира, затоа што го
го загадуваат демократскиот простор во Македонија со нивната шовинистичка порака и шовинистичка пракса. Идниот премиер како главни столбови ги споменува битката против корупцијата, испраќањето на ДУИ во опозиција, што де факто се случува, потоа релаксирање на односите со Софија, можеби некој нов пристап, но прашањето ми е што треба да биде главниот приоритет на домашната политичка сцена по формирањето на новата влада. Што за граѓаните би било најопипливо? Па прво, оваа влада, уште од првата влада на Заев во 2017 година, па до денес имаше проблем со дневното управување со државата. Видовме како некои големи функционални системи стануваат нефункционални. Од катастарот, кој што беше совршен систем, каде што сега пак има проблеми кога сакате да извадите имотен лист, па се до оваа голгота со епска голгота со извадењето на лични документи. Значи, една обична јавна услуга во Македонија стана ноќна мора. Проблемот каде е? Проблемот е не е во тие луѓе што се на шалтерот. Да е до нив лесно е. Тој од таа плата или таа од таа плата живее и сака се да направи за таа плата да ја сочува. Нема да си го доведе под знак прашалник работното место и мирот дома, затоа што не сака да работи. Напротив, ќе работи, одлично ќе работи. Проблемот е секогаш кај политиката. Значи, кога политиката, кога тој начело се откажува од активно управување со државата, вам ви се случува што се случува околу нас. Значи, хаосот беше очигледен, можеше да се опипа. Така што прво што треба да направи оваа влада е да врати да биде јасно на народов дека некој има одговорност. Фактот дека некој земал политичка функција и му пишува тука, не знам, директор, министер и така натаму, дека тоа нешто значи. Оди на работа и нешто работи. Дава некои насоки. Не го видовме тоа со владите на СДСМ и на ДУИ, за жал. Така што тоа е првото што ќе треба да го видиме. Второто е борбата против корупцијата, која што зема многу лоши размери во Македонија во изминативе години. Да не ги спомнам сите овие работи кои што ни се случува. Во однос на Софија очекуваме еден поискрен пристап, затоа што оваа влада, досегашната влада, сите своји политики национални ги темелеше на тоа дека они игнорираат демократската волја на македонскиот граѓанин и постапуваат според она што е најлесно во тој момент за меѓународната заедница, а не нужно во интерес на македонскиот народ и на граѓаните. Така излезе, например, Преспанскиот договор, кој што очигледно е проблематичен. Договорот со Бугарија беше направен на начин кој што некако допре во она што македонците го сметаат најсвето. Односно заштита на етничкиот идентитет, култура и јазик. И одеднашка се почувствува нападнати. Со право. Вие видовте деноиве имаше големи европски имиња, аналитичари како на пример Гералд Кнаус, кој што вели ова јасно е дека е обид за бугаризација на македонците преку европската интеграција. Исто како што претходно Грција злоупотребуваше европската интеграција за некои своји националистички и шовинистички цели. И тоа не оди. И јас сметам дека сепак има простор со еден искрен обид, можеби со вклучување на партнери вон ЕУ, зашто не и Соединените американски држави да добијат некоја си своја улога тука, да се најде начин да се надмине спорот меѓу Македонија и Бугарија на начин што Бугарија ќе се откаже од инструментализацијата и злоупотребата на македонската европска интеграција за своји тесно шовинистички цели, односно за бугаризација на македонскиот народ. Тоа овој народ не го заслужува, тоа македонско-бугарските односи не го заслужуваат. Значи сето ова... Боцевски ве молам, да. колку високиот број на освоени пратеници од страна на ВМРО ДПМ или високото парламентарно мнозинство му остава простор и комоција на Мицковски во формирањето на идната влада без условувања и уцени од идните коалициони партнери, било да е тоа Максим Димитриевски или Вреди. Па самите го одговоривте ова прашање се. Од 120, 58 се без малку една половина. Како вие може да направите влада против 58 во Македонија? Значи, дури оние
лоши анкети што излегуваа за ВМРО ДПМН, велеа 48 претеници. И не со вас, со еден друг новинар во разговор, токму јас тоа го реков, добро луѓе, како ќе правите влада против 48 претеници? Посебно ако вторава партија, уште тогаш се зборуваше, има 25. Сега испадна помалци има. 19 има ТУИ, 18 има СДСМ. Значи, најлошата анкета за ВМРО ДПМН, ним им даваше 48 претеници, на СДСМ, добро, малце повеќе 28 или 30, така нешто. И како бе овој со 30, ќе стигне до 60? Тоа треба тој да го изведе. Дали сметате дека лесно ќе дојде до формирање на идната влада и дали ја не бев никогаш еден од касандрите во Македонија кои што предвидуваа дека ќе сме имале дека бугарско сценарио за формирање на влади и така натаму, нема тоа дека. Многу е 58, значи референдумска волја е ова. Дали со одбрана на татковината ќе се стимулира граѓанскиот патриотизам или партискиот национализам? Не, исклучиво граѓанскиот не постои. Мислам дека во Македонија ги пробавме сите варијанти и освен тој граѓански патриотизам не останува ништо друго што може оваа земја да стабилизира. Кога сме кај идната председателка, сакам да кажам, како изгледа тој уставен или граѓански, нели, патриотизам. Значи, да, ние уважуваме, ние имаме некои разлики, така, наоѓаме начин тие разлики да не ни пречат, меѓутоа, да го порамниме полето за игра и сите да бидат еднакви кога ќе добиваме шанси. А не да имаме ситуации како сега што имавме со ДУИ. Мислам, имаме апартхейд, него имаме сегрегација во 21. век. Излегува, замислете, оглас, кај што вика дека на тоа и тоа работно место мора да се вработи турчин. Тоа е глупост. Вие во една прилика пишувате конечно граѓанска Македонија да ги обедини сите големо етнички, големо државни идеи и проекти. Главен фокус кон ДУИ и албанците всушност беше тоа. Но дали мислите дека завршува времето на големи идеи? Завршено е. Во овој конкретен момент завршено е. Не само тоа. Дали со промената на власт? Ајде вак. Боцевски, дали со... Чекај, за големо државните идеи. Дали некогаш имало и дали ќе има поголема Србија од Социјалистичка Федеративна Република Југославија? Ќе има ли некогаш поголема Македонија од Југославија? Поголемо Косово од Југославија? Значи, секоја точка од Сежана до Гевгелија била моја, и македонска, и хрватска, и косовска, и српска и така натаму. И сега се сруши тоа, зошто ние тука да си правиме некој колција, дека да изиграваме некакви етнички држави да правиме? Еве сега има друга можност, нова шанса, нели? Европската интеграција дава таа шанса. Така? Што ќе ни се тогаш големи држави? Што ќе ни се тогаш тие големи проекти? И на крајот на крижата, зошто? Ние нашиот народ не може да си го собереме овдека, па сега ќе правиме некакви си големи држави. Албанија себе си не може да се доведе у ред, па сега уште ќе прави голема Албанија, исто и Србија. Големо државните проекти пропаднаа на Балканот спектакуларно неколку пати во изминативе 2 века. Секоја пропаст завршува со небројни човекови судбини кои што се уништени, со море крв, со струшени сништа, со растурени семејства, со животи откорнати од сите своји работи. Така што дај тие работи да ги оставиме на страна. Секое глупаво викање учека на плоштад е за никаде. Секое цртање карти, секои закани, вака ќе било, онака ќе било, овој ќе го бркале, оној ќе го доселувале, не знам што. Значи, наместо тоа не е лошо вака да се завратат ракави, да влеземе во ЕУ, па таму да се надпреваруваме за тоа да направиме просперитет, луѓето да не ни бегаат. А големо државните проекти, секој што почна големо државен проект на крајот заврши со тоа што неговата држава се поднамали и вековни огништа на неговиот народ, кои што биле некаде на друго место, згаснаа за секогаш. Тоа не треба ни на македонците, ни на албанците, ни на турците, ни на ромите, ни на власите, ни на бошнаците, на никого во Македонија. Боцевски, при крајот од разговорот очекувате
амнестија за осудените за 27 април? Па да, очекувам за да се затвори едно лошо поглавје во Македонија и не само тоа, туку се сеќавате после 2002 година и оној фамозен 15 септември на оној невиден криминал од таа претходна влада настрада кој Амди Бајрам. Зошто? Затоа што беше наједноставна мета. Него немаше кој да го заштити. Околу настаните од 27 април настрада луѓето кои што мислејќи дека нешто бранат и прават, го сторија тоа што го сторија. 27 април ќе биде, претходно се случи па едно уставно и едно институционално наследство. До ден денеска не знаеме дали бил Талат Џафери избран со потребното мнозинство. Затоа немаше пресуди, така? Затоа немаше процеси. Знаете колкави се затворски казни за нелегален избор на председател на собрание? И сега, ајде да затвориме таа приказна. Не може да затвориме таа приказна без една голема амнестија за сите луѓе вклучени во тоа, а потоа не е лошо и собранието да направи една голема анкетна комисија. Да ги испита сите детали околу тоа што се случувало во и околу тој настан. И околу упадот на луѓето внатре, кој тоа го овозможил, кој го координирал, што било и како било, и околу нелегалниот избор на Талат Џафери за председател на собранието, што исто така повлекува страшни казни. Господин Боцевски, по 7 години опозиција ВМРО ДПМН се враќа на власт. Дали и Никола Груевски ќе се врати во Скопје? Па не можам да ви го одговорам ова прашање од каде. Мислам, ја немам кристална топка, па се вака да протрлам топка и гледам таму негдам 2027 година се враќа Никола Груевски во Скопје. Мислам дека за ова прашање треба да го поставите на луѓе кои се разбираат во право, кои што ги знаат неговите постапки, до каде се тие постапки, како се и така натаму, и да ви одговорат кога тоа треба да заврши, како треба да заврши и така натаму. Предпоставувам дека еден ден тој ќе се врати во Скопје, мислам, кога ќе се врати, не знам. Значи за таа работа треба и него да го прашате, а како што реков околу целата оваа ситуација, но експерти од друга област се познати, а меѓу другото, како што реков, не сум јасновидец, значи немам ни кристална топка, не можам да кажам што ќе се случува. Единствено што е известно е само дека во Македонија во идниот период ќе имаме една голема промена на власта. Впрочем, таков е судот на граѓаните кои што го дадоа на овие избори. Благодарам за разговорот и гостувањето. Повели. Ивица Боцевски, поранешен амбасадор и министер во владата на Никола Груевски. Следите Трилинка во продолжение, гостин во емисијата Ибрахим Мехмети, аналитичар. Господин Мехмети, на што се должи фуриозната победа на ВМРО ДПМН, дебаклот на СДСМ и веројатно по 2 децени дуи ќе замине во опозиција? Можеме повеќе причини да наведеме, се разбира, секој агол има своја содржина. Меѓутоа, главното мислам дека е наративот кој што се градеше од страна на ВМРО и од опозицијата генерално за, ако збориме за успехот на ВМРО, дека СДС води немакедонска или антимакедонска политика со овие со нејзината спремност да направи компромиси кои што би значиле промена на уставот, внесување на бугарите и наративот дека СДСМ ја препушти власта на ДУИ и стана помошник на ДУИ, да речеме, во владењето со државата, со тоа што заклучок бил дека македонците стана подложни на политиките на една албанска партија. Мислам дека ова, според мене, сега може да има и други причини, мислам дека ова беше една од главните причини што влијаеше на овој успех на ВМРО и на неуспехот на СДСМ. Се разбира, имаше и кампањата беше доста оштра и мислам дека разбуди доста етнонационалистички, да речеме, чувства кај македонците, една желба за реванш, така да се изразам, кон една партија која што ја присвоила државата и сега треба да се врати на
на македонците. Мислам дека тој наратив беше главната причина или една од главните причини за овој резултат. А во однос на ДУИ? Во однос на ДУИ со коалицијата на Европски фронт, очигледно дека победија, така, според резултатите. Резултатите се такви, меѓутоа пораката и ставот на победничката ВМРО ДПМН е дека не планира да прават коалиција со интегративците. Тоа е во духот на она што го кажа претходно, дека они сакаат да покажат дека македонците, во овој случај ВМРО, се тие кои што одлучуваат кој ќе биде во влада, кој нема да биде во влада, нема албанците да одлучуваат како ќе им текне, нешто во тој стил. И јас така го читам тој одбивен однос уште априори, значи пред да има дури и уште кампањата траеше, нели овие ставови беа пласирани, со тоа ВМРО изгради силна позиција кај македонското гласачко тело, што се покаже со резултатите. А што ќе биде потоа, тоа е веќе друга тема. Што ќе случува од денеска и натака со разговорите за формирање влада, тоа ќе видиме. Тоа може да збориме подолго, се разбира. Ден по изборите, лидерот на ВМРО ДПМН со најтесното раководство ги исцрта приоритетите на идниот владин состав, во кој ќе доминира економска силна држава, фронт против криминалот и европски интеграции. Пред овие избори многу често се зборуваше дека ВМРО ДПМН нема коалицијски капацитет. Дали сега на ВМРО ДПМН сушност сите карти им се отворени да избираат со кого и како ќе коалицираат? И дека нема да прифатат било какви ултимативни од страна на можните коалициони партнери. Имајќи во предвид дека имаат 58 пратеници. Да. Мислам дека во позадината на целата оваа приказна е да се покаже силен интегритет, да се покаже авторитет, дека тој авторитет кој што добил таква поддршка може да, односно има право да одлучува и ние немаме уставни или законски пречки кои што би застане на пат на една таква амбиција која што, ако гледаме политички или ако гледаме реалноста во Македонија, па дури и праксата која гледаме, ќе биде малку проблем да се донесат овие одлуки, затоа што треба да се размислува за идните чекори, што треба да ги заземе државата. Ние сме збореле дека и тоа што се случуваше во претходниот мандат, кога зборуваме за европските интеграции, дека секогаш треба да се води сметка, пошто ние сме мала држава, а треба многу гласови за да се донесат одлуки кои што се поврзани со европски интеграции, тоа треба да се задржат некои минимални коректни релации со сите партии, кои што може да имаат некоја улога. А ова со силна економија и борба против криминалот и корупцијата, тоа не е нешто ново, нели? ВМРО има тенденција тоа да го нагласува и факт е дека они како партија во претходниот период кога беа на власт покажува капацитети за екнување на економијата, тоа не е спорно. Меѓутоа, од друга страна, видовме дека трошењето беше доста нерационално, која што фактички ги рушеше тие успеси кои што несомнено ги постигнуваше во економски план. Борбата против корупција, ние сме сведоци дека и оваа партија беше дел од таа слика. Сега се разбира, после 7 години, колку има, или 8 години кога е во опозиција, она може да претендира дека е реформирана, дека има нови луѓе, меѓутоа ја не гледам дека има многу нови луѓе, и ако има нови, но тие се во позадина, во сенка на овие истите политичари кои што беа и претходно во првите редови на ВМРО ДПМН. И треба да видиме колку тоа навистина таа обнова внатрешна на ВМРО ќе покаже резултати. Господин Мехмети, во албанскиот блок... Но без европска интеграција, јас овој ги слушав и кандидатката за председател од ВМРО ДПМН тврдеше дека ние треба да ги направиме стандардите, треба да станеме европејци пред да влеземе во Европска унија. Мислам дека тоа не функционира баш така.
Јас слушав некој цитираше еден хрватски политичар кој што каже дека хрватите, кои што ние ги сметавме за европејци дури во поранешна Југославија, некој од нивни политичари, не сеќавам кој беше по име, изјавил дека дури кога влеговме во Европска унија, ние почнеме да стануваме европејци. Значи, некои процеси мора да ги доживееш за да знаеш. Ние ако правиме вежби во Македонија како да станеме европејци, мислам дека тоа ќе трае многу долго и не верувам дека туку така може тоа да се реши со стоење во овие позиции и дека на тој начин ќе ги постигнеме тие стандарди кои што се очекуваат од една земја кандидат. Господине Мехмети, мислите дека Али Ахмети ќе се соочи со реалноста и конечно ќе ги ослободи институциите за кои многу често се зборува дека се институционализирани во рамки на оној принцип или таа формулација што многу често ја слушавме, дуизација? Мислам дека ќе беше многу посоодветно за ВМРО да го вокабуларот да го прилагоди, затоа што имавме иста ситуација 2020 кога Заев викаше дека Дуи треба да оди во опозиција. Една партија за друга партија да му кажа што треба да прави, мислам дека не е потребно. Тоа самите резултати, самите реалности во политиката ги одредуваат овие релации, да речеме. И подобро ќе беше да рече дека ние сакаме да правиме коалиција со овој блок, затоа што гледаме повеќе сродни гледање на работа и така натаму. Наместо се каже дека ние мислиме дека ти треба да идеш во опозиција, ти треба да идеш на власт. Тоа звучи како мајоризација де факто или покаже авторитарен некој однос кон тие послабите или помалите. И мислам дека тоа не придонесува кон граѓање доверба и евентуално една соработка која што би можела да биде потребна бидејќи ние сега живееме во едно такво време каде што внатрешната кохезија на државата е исклучително важна. Според мене, тоа е секогаш важно, меѓутоа кога гледаме дека имаме нестабилност во близина, иако не во непосредна близина, меѓутоа може и да ги гледаме, да речеме дури дека во непосредна близина, гледаме дека имаме тензии Косово-Србија, војна имаме во Украина и во таа ситуација мислам дека сите треба да гледаат малце по-широко. Не да гледаат само тесниот интерес или оне краткорочен интерес, туку треба да гледаат малку по-широко во градење на внатрешна доверба. Независно дали ВМРО ќе ги покани или нема да ги покани ова или она партија во власта, меѓутоа самиот речник некогаш е важен. Да не се навреди тој другиот да каже ти ќе одиш таму, ти ќе одиш ваму, тоа мислам дека не придонесува кон градење на доверба или за евентуално една соработка, зашто никогаш не се знае што не чека сите нас, а и партиите исто така. Од официјална Софија стигна порака дека многу скоро ќе видат и ќе добијат јасна слика дали тандемот Мицковски и Сијановска имаат искрена желба да се дојде до решение во однос на разликите меѓу Скопје и Софија. И ставот од Бугарија е јасен, а тоа е дека Бугарија го поддржува македонскиот евроинтегративен пат, но услов за тоа е почитување на копенхашките критериуми. Не случајно го акцентирам делот на копенхашките критериуми, формулација која ја користеше многу често во своите обраќања и излагање идната председателка Гордана Сијановска-Давкова, која вели да може да преговараме, но врз основа на копенхашките критериуми. Многу прилики кога сум зборувал јавно, сум кажувал дека македонската страна, особено етничките македонци, имаат многу причини да бидат незадоволни од тоа што се случува околу евроинтеграциите, особено од овие барања од страна на Бугарија. Но од друга страна, тоа се случува на сите. Сега викат дека само нас не случува такви непријатни ситуации, но тоа се случува со сите. И таква е реалната политика. Европска унија вели, ако вие сакате да станете членка кај нас, вие треба да ги исполните нашите услови. Ако ние како кандидат поставуваме услови на тие што одлучуваат за нашата иднина во Европската унија, мислам дека тоа не знам колку може да помогне во целиот процес. Тоа ми е поентата. Не дека има полно држави кои што имаат право
или се убедени дека имаат право. Ние сите кога застапува некој став сме убедени дека имаме право. Меѓутоа некогаш мора да се гледа и другата страна, односно ако ние им кажуваме сакаме да станеме дел од вас у институционална смисла, тогаш треба да видиме како тоа да го решиме. Ја не викам дека не треба да се Македонија не треба да се бори за да ги ублажи, да речеме, тие условувања. Треба да го прави и може да го прави, но начинот на кој што тоа се прави, мислам дека треба да биде кооперативен, конструктивен, не со мерење на сили. Ако вие ни барате на нас да направиме ова, тоа вие ќе направите ова, зашто ние сакаме да сме равноправни со вас. Ќе бидеме равноправни кои ќе бидеме таму. Тоаш можеме да правиме многу работи. И Бугарија не беше толку силна кога беше надвор од Европска унија. Сега се они равноправен член на Европска унија и они може да им кажуваат на другите. Може да стават вета, може да прават да поставуваат барања, не само Бугарија. Ние заборавивме дека Грција колку 30 години држеше на место. Сега одеднаш заборавивме и сега имаме нов проблем. За жал тоа е тоа. Не е само Македонија, гледате Албанија. Еден потенцијален градоначалник кој што го фатија на дело како купува гласови и се Грција целата државна политика ја прилагоди на да се освети на некој начин за тој. Сега го предложи за европски пратеник дури. И дали е тоа добро? Јас не верувам дека тоа е добро. Дали е добро што Бугарија ги постави сопки за Македонија? Не е добро. Они може да имат своји аргументи, јас не ги знам тие се премногу комплицирани прашања, дури за историчарите и за јазичарите кои што се бават со ова прашање, но не треба премногу да се заоштат односите со страните од кои што ние очекуваме поддршка. Што на крај треба и Бугарија да гласа за нас. Инаку ќе останеме како што сме. Дали е тоа добро? Секој треба да каже за себе. Ако мене прашате, мислам дека треба да се направи све што е можно за да се излезе од ова пауза, да речеме, или ова блокада, зашто сум убеден дека со започнување на преговорите многу работи ќе се поправат и односите може да се поправат. Самата комуникација може да се поправи, затоа што ние ќе комуницираме со наши експерти, ќе комуницират со луѓе и од Бугарија и од другите држави и може на тој начин самата таа блискост и комуникација може да биде од помош. А вака кога сме оддалечени, тогаш се гледаме со поголем сомнеж кој што на крај најмалку им треба на тие што се послаби. Ние сме послаби, не само Македонија, него и сите држави кои што сакат да бидат дел од Европска унија, де факто се во таква позиција. Тоа е така, сега зошто е тоа така? Сме зборували со години, но се надевам дека ќе се најде некој излез. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам на вас. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте на trilling.mk.